посебна чест и задоволство денеска наш гост да биде ЕУ амбасадорот во Република Македонија, господинот Дейвид Гир. Заедно со амбасадорот имавме средба по мојот кабинет, потоа и со советниците на општина Гостивар. Констатиравме дека ја му се заблагодарив на амбасадорот за проектите кои што се реализирани во општина Гостивар последните 10 години, околу 4,8 милиони евра и околу 30 реализирани проекти. Се надевам и во иднина добивме информација дека ќе има и други проекти во кои што може да конкурираме како општина. Ние од денеска ќе имаме и контакт особа кој ќе биде нон-стоп во комуникација со канцеларијата на ЕУ во Скопје, се со цел да знаеме кога има одредени објави за да конкурираме со добри проекти. Исто така зборевме и за тоа што побрзо Македонија да биде дел од големото европско семејство. Се надевам дека во Гостивар нема да има такви проблеми, повеќето луѓе се согласуваат со ова. Ја му посакувам на амбасадорот и други успешни средби кои што ќе ги има денеска во нашиот град и ја поздравуваме иницијативата за оваа убава кампања ЕУ за вас. And basically I have a few messages that I want to share during the visit. Заедно со вас, со граѓаните, меѓутоа и со локалната власт, први да кажам дека пристапните преговори со вашата земја, со Република Северна Македонија се започнати, исто така и процесот на скрининг е започнат, така да целта на оваа денешна посета е да ви објасниме вам на обичните граѓани што во пракса всушност значи самиот почеток на пристапните преговори, почетокот на скрининг процесот и кои чекори сме ги преземале до сега и кои чекори следуваат во иднина и исто така да имаме можност да споделиме размислување заедно со граѓаните, со општинските советници, меѓутоа и со така и со локалната власт. Треба сите да бидеме свесни дека одговорноста за имплементација на сите закони всушност кои што ќе бидат хармонизирани со стандардите на Европската Унија, всушност дека да е проценката дека околу 70% на сите закони кои што ќе бидат хармонизирани со европското право или со така нареченото аки паѓа врз плеките на локалната власт за понатамошно спроведување. И третата цел на денешнава посета е поддршката на Европската Унија во вашите напори на процесот на пристапување кон Европската Унија и да, навистина разговараме со градоначалникот во врска со тоа да се максимизираат значи апсорбцијата или искористувањето на финансиската помош на Европската Унија за реализација на различни проекти во оваа општина и се разбира дека не само тоа Европската Унија ќе биде покрај вас и во практичен контекст ќе ве придружува на вашиот пат кон пристапување на Европската Унија и третата цел е да дискутираме, да ве слушаме, меѓутоа исто така и да научиме од вас во врска со пристапниот процес.